Кинеската компанија Синохидро, која го гради автопатот Штип-Миладиновци, доби уште една година за реализација на најголемиот инфраструктурен проект за Источна и Југоисточна Македонија. Македонските пратеници доцна синоќа го изгласаа законот со кој на владата и дава за право да потпише анекс на договорот, со тоа што рокот за изградба е 30 септември 2018 година. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, кој пред неколку дена беше на терен, истакна дека пречките ќе се отстранат од типот на експроприација на земјиште, свлечешта, но и дислокација на над 20 електрични столбови на Евана. По изминатиот период, од кога сме дојдени на власт, врз база на анализата која што е направена и техничките недостатоци кои што се направени на оваа автопатска делница, направивме се да тие во најбрз можен рок бидат отклонети. Надзорот на автопатот Штип-Миладиновци истакнува дека пролонгирањето на изградбата не значи дополнителни средства за оваа делница. Прашате за буџетски импликации врз буџетот предвиден за проектот, значи во моментот немаме никакви финансиски импликации на крајниот буџетска вредност на проектот, единствено ќе се одрази на продолжување на рокот. Автопатот Штип-Миладиновци е 75% изграден. За една година се очекува да се отстранат сите пречки и граѓаните на Источна и Југоисточна Македонија да патуваат по него. Должината е 47 километри, од кој најголем дел поминува низ рамното овче поле, а по одминувањето на Свети Николските села ќе се вози по мостови и вијадукти.